COVID-19 пластично ни ја прикажа состојбата во македонскиот здравствен систем. Она што многумина го говореа по здравствените ходници за партизираното здравство. Професор доктор Сашко Кедев во гостување на Алфа го кажа јасно и гласно. Ние никогаш во Македонија не сме имале ваква брутална партизација. Брутална партизација во здравството. На волку мала земја имаме толку експерти во овие есенцијални сегменти во здравството, кои што не се вклучени, дека во стратегијата не се важни пиар мерките. Дали каков ќе биде фидбекот од пресконференција, колку сталожено министерот како портпарол ќе ни ги прочита бројките на новозаразени, за жал и бројките на починати, и со тоа да се стекнуваат некои поени од пиар аспект, а всушност во суштина се прават големи штети. И на крај бевме сведоци на едно театрално монтирање и демонтирање на шатори пред инфектолошката клиника, а ние не ги видовме врвните експерти, инфектолози да излезат пред македонската јавност и да го кажат својот став. Зошто во Македонија имаме толку млади починати луѓе? Зошто во Македонија на инфективната клиника е раритет да се ослободи пациентот од респиратор? До неодамна за зголемената смртност од коронавирусот во земјава здравствените власти прстот го вперуваа во граѓаните, со образложение дека граѓаните доаѓале предоцна на лекар. Доктор Кедев уверува во спротивното. Граѓаните се најмалку виновни со справувањето со епидемијата. Треба да се има во предвид неконзистентноста и конфузијата што ја гледаме во здравствениот систем. Тоа е нашата реалност. Не можеме да очекуваме од граѓаните кои што веќе ја изгубија довербата во институциите на системот, пред се во овие здравствени политики, да бидат примерно одговорни за ова што ни се случува. И додека ресорниот министер Филипче најави полош бран на есен, што посилно и побрзо ќе се ширел, Кедев предупредува дека конфузијата што ја гледаме сега ќе ја гледаме и на есен, можеби од поголеми размери. Меѓу другото, алармираше и за лошата економска состојба во земјата, односно дека презадолженоста на државата ќе имала големо влијание врз здравствениот систем.